во Втората светска војна, се поклонивме пред споменикот кој е подигнат во чест на 6 американски пилоти. Двајца од нив ги загубија животите кога на 26 август 1944 година нивниот авион беше соборен од окупаторските сили на територијата на тогашна Македонија. Останатите членови на екипажот на американскиот бомбардер Либератор Б-24Г со кодно име Наша љубов, кој бил погоден и паднал на падините на Шар планина на селото Вратница, биле спасени и евакуирани на безбедно. Оваа пожртвувана и храбра акција на цивилното население од Вратница е еден редок и скапоцен настан кој на уште еден силен начин ја потврдува јасната и непоколеблива определба на македонскиот народ и на припадниците на сите други етнички заедници за време на Втората светска војна. Застанати на страната на Сојузот на прогресивните антифашистички сили, не само што ставија крај на крававата светска војна на бојните полиња, туку му ставија крај и на погромот на фашизмот, заради кој беа погубени милиони недолжни цивили и луѓе во логорите на смртта. Сеќавањето и чествувањето на настанот од 1944 година во Вратница и поменот на 6 пилоти веќе е прифатен како еден од најсимволичните моменти од нашата заедничка соработка со Соединетите Американски држави. Соработка која пред една година е кронисана и со нашето формално сојузништво како членка во НАТО и како уште едно признание за вредноста на договорот за стратешко партнерство од 2008 година. Се поклонивме пред овој споменик денеска по повод 9 мај, денот на победата над фашизмот. Тоа е датум за паметење на милионите жртви. Датум за чествување на големото дело на прогресивните сили со кое беше поразено најголемото зло – фашизмот, кој по Втората светска војна зад себе остави ужас и рушевини на нашиот континент и насекаде во светот. Токму низ овој вител на војната се издигна и македонската државност, водена од начелата за правда, солидарност и еднаквост. Во темелот на македонската државност се вградени заложбите, напорите и саможртвата на огромен број генерации на борци кои не се штедеа себе си, ниту својата младост и своите животи. Голема чест, а истовремено и гордост, како продолжувач на традициите и како председател на владата на Република Северна Македонија, е да се поклонам на борците кои се бореа и се уште се борат против фашизмот. Се поклонувам на вашето дело и чест ми е да го продолжувам вашето дело, кое за мене е аманет, борбата против фашизмот никогаш да не запре. Почитувани, нашето сојузништво со Соединетите Американски држави продолжува и понатаму да ја гради нашата успешна приказна на заедништво и на споделување на вредностите на кој е изграден најмокниот воено-безбедносен сојуз НАТО. Со нашето учество во мисиите на НАТО и со поддршката на другите активности на Алијансата, заедно се справуваме со геополитичките предизвици. Вечна слава на сите кои ги дадоа своите животи во борба против фашизмот за време на Втората светска војна. Нека е вечен поменот на 6 пилоти од авионот Наша љубов. Да го чуваме и унапредуваме пријателството и сојузништвото со Соединетите Американски држави. Почитувани сограѓани, борци и соборци, влюбеници во слободата. Борците од народно-слободителната борба ни дарија држава за да ја чуваме, да ја развиваме, да ја отвориме кон светот на кој природно му припаѓаме. Во име на која имаме света обврска гласно да се спротиставиме на фашизмот секогаш кога ќе видиме и негов најмал знак. Нека ни е честит и вековит денот на победата над фашизмот. Благодарам.